Здраво, ова е 390-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е One Battle After Another од Пол Томас Андерсон, во кој станува збор за Боб, глумен од Леонардо Ди Каприо, поранешен револуционер од терористичката организација French 75, кој, иако живее живот во прогон, повторно ќе треба да се активира затоа што неговиот непријател, бескрупулозниот полковник Стивен J. Локџо, глумен од Шон Пен, трага по преостанатите членови од организацијата за да ги уапси, целејќи на ќерката на Боб, која незиниот татко ќе се обиде да ја пронајде и ослободи. Низ годините дојдов до конклузијата дека јас имам проблем со делата на Томас Пинчон, во каков облик и да ги консумирам. Најпрвим во пишана форма, каде не резонира неговиот хумор во детективското милје со мене, а потоа и во филмски облик, затоа што тешко се постигнува комплементарност меѓу неговата белетристика и стилското изразување на режисерите, за да се извади на површина квалитетот од пишаното слово. Тука сметам дека лежи доблесна на еден критичар да прифати творбата што не му е померак, дека има уметнички дострели, кои без разлика што не му се по вкус треба да ги препознае и афирмира. Затоа и Inherent Vice воопшто не сум го репризирал од PTA, за разлика од неговите останати остварувања, иако морам да посочам дека поприемчива адаптација е неговиот нов филм. Кога се зборува за организацијата која дава отпор на властите, French 75, ќе ги условувам како домашни терористи затоа што се ослободителна организација која се бори за мигрантите, но кога се појавува нивниот прогонител, сите членови во мирување се активираат, вклучувајќи го и ликот кој глуми Бенисио Дел Торо, кој си има свое доџо, ама е спремен за акција, како Fear and Loathing in Las Vegas никогаш да не завршил. Матна е семејната приказна за татковството на ќерката Вила, глумена од Chase Infinity, но незината мајка не сака да се откаже од каузата, иако Боб е подготвен да се повлече, што ќе го внесе во нови неволји. Боб е строг родител, но да бидеме реални, ќерка тинеџерка ќе најде начини за бунтување, без разлика дали му се допаѓа или не. Боб е ликот што е заглавен во времето и токму поради неговата неадаптабилност се раѓа хумореската, особено во пресмешната сцена во која не може да се присети на лозинката, која со децении не ја користел, ама новите генерации на бунтовници не ги интересира неговата заборавливост, правила, иако тој е тој што ги напишал. Бунтовничкиот порив може да се каже дека се пренесува од колено на колено, со оглед на тоа што може да ги забележиме двете девојки со пушки во рака, едната дури е во стомакот додека другата пука, така што ќе има стадиум на самооткривање дека се агитира револтот, дека е генетски материјал. Недовербата во која пристапува Вила кон реобединувањето со Боб се должи на новите информации кои биолошки татко, па затоа незнаењето кому да се верува во свет со тајни агенди е прифатливо. Механизмите за предавство на остатокот соборци, која ќе се уапси соборецот, се прилично јасни. Меѓутоа, хуморот има пуштено пипала и кај тајната организација на расистички елитисти, која гласи Christmas Adventurers, и како и сите надимаци на ликовите, така и организацијата е именувана блесава, така што имаме и доза на политичка сатира, не само трилер, затоа што нивна доктрина е одржување на чиста раса, а ликот на Шон Пен е изгорен да биде дел од неа, за непречено да октруира, само што недопустливи се неговите девијации, односно афинитетите кон другите раси. Но не смее да се потцени нивната бескрупулозност, бидејќи се подготвени на перфиден начин да го ликвидираат секој што не е согласен на нивната кауза и недвосмислено ги имаат средствата за елиминирање. Шон Пен е звездата на овој филм затоа што ликот му е настран, со специфичен фетиш кој го возбудува антагонист со сите нишани и тоа нишани вперени во терористите. Грубијанот со цело тело е внесен во неговото одмаздолјубие, обсесивен и похотен негативец како што секој филм би сакал да има во своите редови. Смелост е потребна при 10-тиот филм на режисерот да се нагазат ликовите и нивните соодноси, да се карикираат гледиштата и соголат проблематиките на идентитетот и расата на начинот на кој PTA се изразува, да го
вкалапи во политичкиот акционен трилер, потопи во комични сцени, на моменти да нагази туражата на течението, на моменти да застрани и врти во круг и посредно поигрувајќи си со очекувањата на гледачите. Не дека не знае да подлегне на конвенциите, не сака и тоа е за пофалба, доколку може да го препознаете неговиот труд и да го вреднувате пред се. Сепак, фетишизацијата со минатото е присутна и тука, но не е анахрона, туку впрегната е со идеалите на денешницата со која се косат мерилата, што своевидно говори за неуспешноста на револуционерите и нивните револуции, давајќи еден искривен, но сепак точен социополитички приказ на денешна Америка и како власта го третира народот. Пол Томас Андерсон никогаш не ги штеди неговите филмски препораки на љубителите на филм, така што ми ја олесни работата во компарирањето, затоа што објави неколку филмови кои треба да се погледнат пред да се гледа неговиот филм, кои можам да потврдам дека се директна тематска и визуелна инспирација за неговото дело, филмовите како Midnight Run, Running on Empty, The Battle of Algiers, The French Connection, The Searchers, па и Vanishing Point. Меѓутоа, морам да напоменам дека исто како и неговиот колега Аронофски со Caught Stealing, одлучија да истакнат комични аспекти во нивното творештво и да се препуштат на акциони и динамични сценарија, значителен исчекор кој можеби нема да им се допадне на гледачите кои очекуваат сериозна, епска, мелодраматична сага како There Will Be Blood или The Master. Хуморот не само што не ги обезвреднува нивните дела, туку овозможува да се истакне една друга страна од нивното делување, која си бара свое рафинирање. Композиторот Џони Гринвуд, кој е заложен за музиката од делата на Андерсон, користи електронски бит, гитари, бас, перкашн, под гудачката оркестрација со која ја подгрева тензичната атмосфера во која се впрегнати мачките кои ги бркаат глувците со една атонална джез интерпретација кога се заговараат плановите за организацијата. По дадени наврати не ги штеди ниту акустичната гитара, ниту клавиатурата, ги користи музичките тропи на детективскиот филм, но исто така прави негов ориентален зачин за една фанк композиција, така што, како што филмот е пребогат со разноврсни карактери, така и на музички план слушаме диверзитет на богат звук. Андерсон со кинематограферот на Рајан Марфи, Майкл Бауман, поинтензивно почнаа да соработуваат од Ликриш Пица, кој во новиот филм се обидува да направи своевидна спрега помеѓу палп естетиката, филмовите 80-тите, особено во брканиците со автомобилите, сцена која одекнува од ерата на Bullitt и French Connection, што е воочливо и впечатливо кога не се кликаат превозните средства, туку каскадери ризикуваат животи за да се сними сцената и користеа нивните вештини за маневрирање, кои секој гледач умее да ги препознае и награди со воските. Како и The Brutalist, овој филм е снимен на ретроградниот VistaVision формат на филмска лента, што е дополнителен визуелен стимул за доловување на ерата која ја опфаќа. Со монтажерот Енди Џургенсен од предпоследниот филм исто така ја продолжува соработката и на новиот филм, кој се наклонува и на екстремите да користи кратки резови во интензивните динамични сцени и да западне во замките на прилично изложените и беззначајни паралелни действија, кои доведуваат до 2,5 часовно време траење, кое секако дека може да се редуцира, има простор за сечење, само треба да има волја за покомпактна, конзистентна верзија. Потребен е простор за навикнување на наглите скокови во времето и забрзувањето на заплетот, но тоа па ја дава и живоста на творбата која флуктуира. Режисерот Пол Томас Андерсон застапен беше два пати во видеологија, најпрвен со Phantom Thread и потоа со Ликриш Пица, така што ќе се вброи во малата група на режисери кои ги исполниле критериумите да бидат дел од емисијата со 3 филма, иако новиот е на работна влез во селекцијата на емисијата. Режисерот го нема најавено неговиот нареден филм на кој би работел, барем јас не сум запознаен со неговиот наслов, кој и да е, ќе биде во соработка со големо студио од каливарот на Warner Bros. Тоналните скокови и хумористичните потфати не секојаш се ефективни, а застранувачки знаат да бидат наративните линии на подзаплетите кои завршуваат во структурален ендек и се користат како диверзија од главниот наративен тек, распленување кое ги тенчи нервите и толеранцијата на гледачкиот аудиториум. Многу ми е тешко да му верувам на платениот убиец дека токму тогаш ќе се вразуми и биде од помош за ослободувањето на ликовите, само за да може да дојдеме до генеричниот среќен крај. Не му верувам во третиот чин на PTA.
Филмот имаше широка премиера во САД на 3500 киносали и досега има заработено на $200 милиони во светски рамки за буџет од околу $130 милиони, што значи популарните актерски имиња беа доволно примамливи за публиката да влезе во храмовите на филмот. Warner Bros дозволија да се прикаже барем на Fantastic Fest, штом се плашеа од негативна критика на Венеција, што би резултирало со губиток на киноблагајните, но некако влезе во конверзација и кај фестивалската публика, иако е наменет за репертуарската. Номинирани за доста награди Готам, но исто така е еден од најголемите предводници за добивање на номинации за Оскар во главните категории за филм, режија, актери, кастинг, но и за техничките, како камера, монтажа, музика, звук, од кои мислам дека Шон Пен е силен конкурент за Оскар за споредна улога. Новиот филм на Пол Томас Андерсон е акционен прогон помеѓу домашните терористи и властите, во кој гледаме напречен пресек на функционирањето на организациите, меѓутоа низ призма во која до израз доаѓаат комичните аспекти за да погледнеме до кои екстреми се подготвени да одат ликовите за нивните политички каузи. Ако морам да го евалуирам, тогаш One Battle After Another од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 390-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!